Централно издание на Дневникот на К1. Добро вечер. Во точно 19 часот се затворени избирачките места на кои граѓаните на Република Македонија можеа да гласаат на предвремените парламентарни избори. На денешните 9 парламентарни избори во Македонија право на глас според избирачкиот список има 1.734.416 граѓани, од кои 1.531.368 граѓани во Македонија. Според последните податоци што ги објави Државната изборна комисија, одзивот на гласачите до 17 часот на денешните предвремени парламентарни избори е 60,38%. По настаните на денот започнуваме веднаш. Во 19 часот затворени гласачките места, на кои граѓаните на Република Македонија гласаа за предвремените парламентарни избори 2016. Неголема излезаност во изборната единица број 5, а тројката е на трето место. Почина кралицата на ромската песна Есма Реџепова Теодосиевска. Затворени се сите избирачки места. Заврши изборниот ден за предвремените парламентарни избори за 2016. За тоа како помина денешниот ден ќе не информира колешката Валентина Михајловска директно од Студио 2. Вале, повели со информациите. Ти благодарам, Ања. Токму така заврши денешниот изборен ден, а истиот помина во мирна, демократска и фер атмосфера. Гласачките места беа отворени точно во 7 часот, а затворени во 19. Според информациите од Општинската изборна комисија во Велес, до 17 часот излезноста е 62%, односно 28.928 лица го искористиле своето право на глас. Вкупниот број на гласачи во единствениот избирачки список во Велес е 46.389, се гласаше на 84 избирачки места. Во Кавадарци, од запишаните 32.431 гласач, се гласаче на 60 избирачки места. До 17 часот излезноста е 70,9%, односно 23.022 гласачи. Излезноста во Неготино до 17 часот е 73,41%, а во оваа општина од Вардарскиот регион истата е и најголема. Излезноста во Свети Никола е 71%, односно 10.791 гласач од запишаните 14.804 во избирачкиот список за гласање на 35 избирачки места. Најмала е излезноста во општина Чашка, а 50,8%, додека па во општина Лозово излезноста е 70%. Ова се податоците од председателите на општинските изборни комисии во овие општини. Тие велат дека изборниот ден поминал во фер и мирна атмосфера, се разбира. По завршувањето на овој дневник, само уште да најавам дека отворено студио ќе имаме со колешката Дијана Иванова. Вале, ти благодарам за информациите, а ние продолжуваме понатаму. Последниот пресек на излезност Државната изборна комисија го направи заклучно со 17 часот. Според бројките најголема излезност има во изборната единица број 5. Таму излезноста е 68,46%. Сања Левкова Ангелова ги има деталите. Излезноста на изборите до 17 часот е 60,38%, соопшти од Државната изборна комисија. По изборни единици излезноста до 17 часот е следнава. Изборна единица 1 66,38%, изборна единица 2 59,89%, изборна единица 3 64,90%, изборна единица 4 67,15%, изборна единица 5 68,46% и изборна единица 6 46,82%. Од Државната изборна комисија соопштија дека во вчерашното гласање на диаспората од запишани 20.571 гласачи гласале вкупно 8.208 лица или 39,90% од гласачите. Овие резултати се прелиминарни и потребно е да се преработат, додека
дека биле поднесени 335 приговори од граѓаните, во најголем дел од граѓани кои ги немало во избирачкиот список. Приговорите биле одбиени затоа што ДИК утврдиле дека се работи за граѓани кои се наоѓаат на списокот со спорни записи на избирачкиот список, а не поднеле на времена пријава за истото. Денеска своето уставно право да гласаат го искористија и кандидатите за пратеници во Собранието на Република Македонија. Катерина Нацева има сублимат за ова. Заврши гласањето на петите предвремени парламентарни избори. Граѓаните го искористија своето уставно право и масовно излегува на гласање. Своето право на глас го искористија и кандидатите за пратеници од Коалицијата за подобра Македонија во изборната единица 3, Илија Димовски и Ѓорги Коџабашиев. На прашањето што очекуваат од новиот парламентарен состав, тие рекоа: Од новиот парламентарен состав очекувам да се занимава со економски прашања, со прашања од инвестиции во инфраструктура, создавање на услови за нови работни места, а да не се занимава со теми кои што се спротивни од интересот на граѓаните на Македонија. Се надам дека успешно ќе завршиме изборите и во Велес, и во цела Република Македонија, и новиот парламентарен состав нормално да стави крај на оваа политичка криза во Република Македонија и да новата влада да работи во интерес на граѓаните на Република Македонија и нормално во интерес на државата. Во изборната единица број 4 и кандидатите за пратеник од Коалицијата за подобра Македонија, Весна Пемова, Панчо Минов и Павлинче Честојнова, го искористија своето право на глас. Еве што по гласањето тие изјавија: Само што еве си го остварив моето граѓанско право и гласав на овие парламентарни избори кои се 9 поред, избори на кои што граѓаните одлучуваат кој ќе ги води во следниот мандат од 4 години. Убедена сум дека во нашата општина, општина Кавадарци, како и досега и денеска изборите ќе поминат во фер и во демократска атмосфера. Со мојата фамилија ја остварив граѓанската должност на овие парламентарни избори. Го дадов гласот за победа на Македонија со, како што е досега текот, фер и демократски избори, мирни избори. Уставното право го искористи Панче Иванов, кандидатот за пратеник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изборната единица 3. Според него, граѓаните на демократски, мирен и достоинствен начин својот глас го дале на оваа политичка опција, која според нив ветува подобра иднина за граѓаните. Денеска е денот кога тие можат непречено од никого со мирна совест да го дадат својот глас за опцијата за која што имаа прилика да слушнат многу во изминатиот период. Во изборната единица број 4 во родното Кавадарци денеска гласаше и Бетијан Китев, кандидатот за пратеник од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарност до медиумите што ревносно го следат денешниот изборен ден. Тука сум во основното училиште Гоце Делчев да го остварам моето избирачко право. Своето гласачко право го искористија и градоначалниците. Од Велес Чадиев очекува новиот парламентарен состав да биде во служба на граѓаните. Панов од Кавадарци порача соработката меѓу локалната и централната власт и понатаму директно да соработува во интерес на граѓаните. Очекувам да биде во служба на народот, на граѓаните на Република Македонија. Очекувам дефинитивно да заврши оваа наметната криза која се одрази на сите нивоа на животот во Република Македонија. Кавадарци е мирно, демократско место и очекувам на демократски и мирен начин сите да се произнесат за опцијата која што ја практикуваат, односно во која што веруваат. Кој од кандидатите за пратеници ќе добие довербата од граѓаните и која политичка опција ќе формира нова влада, останува да се дознае по пребројувањето на гласачките ливчиња. Директно во овој дневник ја вклучуваме колешката Мартина Митков од Кавадарци. Мартина, како помина изборниот процес во Кавадарци? Дали гласањето се одвиваше во мирна атмосфера, фер и демократски? Гласањето за 9-тите поред парламентарни избори заврши пред час и половина. Во Кавадарци традиционално изборите поминаа во фер и демократска атмосфера. Кавадарчани гласаа за да изберат кандидати за пратеници од изборната единица 4 и непречено го остваруваа своето право на глас.
Во моментов, односно неофицијалните податоци ќе ги имаме за тоа кој победил, ќе ги имаме некаде на полноќ, а за 1 до 2 часа ќе имаме неофицијални податоци за она како течат состојбите. Инаку пред речиси 1 час го интервјуиравме и председателот на Општинската изборна комисија овде од Кавадарци Зоран Костов, па предлагам за подетални информации во интерес на нашите гледачи, предлагам да ја слушнеме изјавата од Зоран. Како помина? Изборниот ден помина без нерегуларности, гласачките места беа отворени сите во 7 часот, затворени се исто по пропис. Немаше изборни инциденти со исклучок на едно избирачко место каде што по половина час прекин на гласањето истото продолжи во најдобар ред. Излезноста беше 70,9%, значи заклучно со 17 часот. Па не можеме да ја предвидиме динамиката на носење на материјалот од избирачките одбори, поради тоа што истиот треба да биде пребројан, усвоен записникот од членовите на избирачкиот одбор, така да кога точно би требало да почнат да пристигаат, не можам да кажам точно, меѓутоа првите ги очекуваме во секое време. Ми падна слушалката. Бегај! Во текот на целиот ден нашата екипа постојано беше на терен, го следеше изборниот процес во изборните места низ општина Кавадарци и еве ќе се послужам со податоците од Општинската изборна комисија. До 10 часот процентот на излезност изнесуваше 11,7%, во 13 часот 41,4% и во 17 часот 72,9%. Како што можете да забележите, во моментов пристигнуваат избирачките материјали. Ние се наоѓаме пред зградата на локалната самоуправа, каде што и Општинската изборна комисија, и да кажам дека за неколку часа во отвореното студио на К1 телевизија ќе имаме некои неофицијални информации од гласачките ливчиња на граѓаните од Кавадарци. Инаку да подсетам дека денеска во Кавадарци право на глас има повеќе од 32.000 граѓани и тие гласаа на 60 избирачки места. Студио, дали имате прашање? Ти благодарам, Марта, за информациите. Со нови информациите очекуваме во отвореното студио. Своето право на глас денес го оствари најстариот велишанец, 98-годишниот дедо Милан. Тој вели дека ова за него е граѓанско право кој секој треба да го исполни. На тој начин и се одолжуваме на нашата татковина мајка Македонија. Колешката Катерина Нацева повеќе на оваа тема. Застана во редот и стрпливо почека да го добие своето гласачко ливче. Дедо Милан е само еден од 46.389 жители на Велес со право на глас. Има 98 години и за својот глас вели дека е глас за Македонија и незините жители. Ќе можеш ли сам да гласиш? Да ти помогнам ако не можеш. Можеш ли сам? Не. Вели дека со слога се постигнува. Македонија ќе биде поубава и побогата земја ако политичарите помалку меѓу себе се караат. Да поштуват уставни, многу пат да се караат за устав. Да носат закони, давен дом, да носат закони, да решават прашања од каков карактер за беси, да носат закони за предпријатија, да отворат работни места. Во својот животен век видел и лошо и арно. Дедо Милан вели, на маката јунак се познава. Со порака и до политичарите. Ако се ангажираат пратениците, власта, другите органи, да донесат такви закони, отворат работни места, да ги запослат, да не бегаат надолу. Дедо Милан своето гласачко право можел да го оствари во домашни услови, но одбил. Вели, на гласачко место ќе одам се додека нозете ме држат. Оти со мојот глас на овој начин и се одолжувам на мајка Македонија.
По кратко и тешко боледување денеска почина Есма Реджепова Теодосиевска, кралицата на ромската музика. Во канцеларијата на Народниот правобранител денеска за време на одржување на предвремените парламентарни избори во период од 7 до 19 часот ќе функционира бесплатната телефонска линија 0800 54 321 на која граѓаните ќе може да пријавуваат каква била повреда на избирачкото право. Отворени за граѓаните ќе бидат и 7 канцеларии на Народниот правобранител во Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и во Штип, со цел да им се помогне во остварување и заштитата на нивните избирачки права. Како што информираат од Кабинетот на Народниот правобранител, правата на граѓаните ќе се штитат со превземање на итни мерки за ефикасно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои што се задолжени да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. По кратко и тешко боледување, утрово почина Есма Реджепова Теодосиевска. Есма Реджепова, нарекувана кралица на ромската музика во светски рамки, примадона на европското пеење, национален уметник која во 2013 година ја доби и престижната титула национален уметник на Република Македонија. Во својот живот има одгледано 47 деца и одржано голем број хуманитарни акции. Продолжуваме со вестите од светот. 38 жртви, од кои 30 се полицајци, 7 цивили и идентитетот на едниот се уште не може да се утврди. Ова е бројот на загинати во двата бомбашки атентати што се случија во Истанбул. Најмалку 22 лица загинаа, 35 се ранети во експлозија кај катедралата Свети Марко во Каиро. Расте бројот на загинати во двата бомбашки атентати што се случија во непосредна близина на стадионот на фудбалскиот клуб Бешикташ во Истанбул. Досега има 38 жртви, од кои 30 се полицајци, 7 се цивили, а идентитетот на еден од убиените се уште не може да се утврди. Турскиот министер за внатрешни работи Сулейман Сойлу изјави дека бројот на приведени за врска со двојниот атентат се зголемил на 13 и има податоци за евентуално учество во нападите на Курдската работничка партија. Засега нема конечна потврда, но сепак има податоци дека Курдската работничка партија стои зад нападите, изјави вице-премиерот Нуман Куртулмуш. Најмалку 22 лица загинаа, 35 се ранети во експлозија кај катедралата Свети Марко на Коптската христијанска црква во Каиро. Експлозијата се случила внатре во катедралата, што се наоѓа во квартот Абасија. Според египетските медиуми, бомбата била фрлена од маж во параклисот до надворешниот зид на катедралата, која е седиште на египетската православна христијанска црква и во која се наоѓа и канцеларијата на незиниот духовен лидер, патријархот Тауадрос II. Повеќе од 30 лица загинаа откако цистерна со газ удри во автомобили на автопат во Кенија. Возачот на цистерната ја загубил контролата врз возилото откако со голема брзина се спуштил по удолнина на автопатот од главниот град Најроби кон градот Наиваша. Според американските медиуми, при ударот на цистерната се запалиле 11 автомобили. Градскиот ракометан клуб Борец ја нанижа 6-та последователна победа откако на гостински терен ја совлада екипата на Металург 2 со резултатот 31 наспрема 29. Кошаркарскиот клуб Борец Евробрик го совлада тимот на Марфил од Прилеп со резултат од 91 спрема 83. Време е за спортските вести.
Градскиот ракометен клуб Борец ја нанижа шестата последователна победа откако на гостински терен ја совлада екипата на Металург 2 со резултатот 31:29. Со оваа победа ГРК Борец се зацврсти на четвртото место на табелата кое што води во плей-оф разигрување. Она што е забележително гледајќи ја табелата е дека велешките ракометари се најефикасни во досегашниот тек на првенството со постигнати 417 погодоци. Останатите резултати од 14-тото во едно и последно коло од оваа година се Пелисте работнички 36:21, Вардар Јуниор Охрид 27:31, Еврофарм работник Пролет 30:25 и Прилеп 2010 Радовиш 24:28. Во спортската сала Гемиджи, кошаркарскиот клуб Борец го совлада тимот на Марфил Прилеп со резултат 91:83 во продолжение. Во текот на надпреварот гостите беа во постојана предност и нивната игра беше доминантна на теренот. При крајот на второто полувреме домаќините се покажаа во одлично светло и победоа со конечен резултат од 91:83. И покрај победата на кошаркарскиот клуб Борец, тренерот Бојчев незадоволен од играта на кошаркарите поради слабата во играност на играчите. Главно е неискуството на нашите вакво млади играчи. Значи, сите што ги гледате овде, никој нема 20 години, со исклучок на двајца на Темелковски и на Маджуркаров. Имавме некои проблеми со екипирање на тренинзите во недела, меѓутоа исто како и минатиот надпревар, 2 бода се 2 бода, но меѓутоа ќе мора многу да се промени пристапот кон надпреварот. Следниот надпревар кошаркарите на Борец ќе го одиграат на гостински терен во Кочани. Денеска имавме претежно топло време, проследено со сончеви периоди со температура од 9 до 15 степени. Ова беа планираните содржини за овој дневник, но тука не завршуваат информациите поврзани со изборниот ден на К1 телевизија. Веќе во студио 2 е колешката Дијана Иванова. Се селиме таму. Дијана, кој е твојот гостин со кој ќе го анализирате изборниот ден? Токму така, Ања, значи се јавуваме од изборното студио на К1 телевизија. Вечерва мој гостин, но и ваш почитувани гледачи е мојот колега Кире Василевски, долгогодишен новинар или можам да кажам мојот најстар колега нели во Велес, со кој што ќе го анализираме овој изборен ден. Што нели ќе соопштиме или како ќе тече отвореното студио, ќе имаат можност гледачите на регионалната К1 телевизија да видат за многу кратко. Само да најавам дека очекуваме вклучување во живо од Свети Николе, од Кавадарци, нормално од Велес. Вестите овој пат имам чест јас да ги одјавам, значи и очекувајте не за некоја минута повторно до ова студио кога ќе го означиме и официјалниот старт на отвореното студио на К1 телевизија.